Жените земјоделки се многу малку економски активни, велат од Лак Агролидер. Оттаму додаваат дека бројките покажуваат на неповолна положба на жените во руралните средини, пред се изразени преку малиот број носителки на земјоделска дејност. Каква е положбата на руралните жени генерално во руралните средини? Можам да кажам дека процентот на жени кои што се вработени во руралните средини е прилично мал, односно само 10,4% се носителки на земјоделска дејност. Ова се податоци од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а согласно последните податоци од 2020 година може да се каже дека од вкупно 175-88 земјоделски стопанства, само 38.328 се земјоделски стопанства каде што носителки се жени. Тоа јасно ни го покажува фактот и моментот дека жените земјоделки реално се многу малку вклучени и активни и вработени. Од друга страна, Цветановска вели дека важно е да се стимулираат жените од руралните средини, активно да се вклучат во економскиот процес. Потребно е многу повеќе да се насочиме, да се фокусираме кон руралните жени, кон нивната активност за подобрување на нивниот најпрви економски развој, економски аспект, и тоа може да го направиме најмногу преку поттикнување на нивните предприемачки желби, мотивации, секако што повеќе да се вклучат во предприемништвото и да се станат самите тие да станат жени земјоделки или жени кои што се самовработени. Само така можеме да постигнеме подобар економски развој, подобра благосостојба и да имаме одржливи рурални средини. Од граѓанските организации, земјоделските власти напоменуваат дека акцентот ќе им биде насочен кон овозможување услови за развој на женското предприемништво како во урбаните, така и во руралните средини, согласно и законите кои што бараат равноправност меѓу родовите.